Благодарам председателке, почитувани колеги пратеници, почитувана заменик министерке, представници на Министерството за финанси, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Втор ден кај што расправаме за предлог буџет од 2020 и секако одговорницата се судруваат два различни концепти. Концепт кој што го водат пратениците од опозицијата, кои што никако да се одлепат од онаа нивна матрица која што ја креира 11 години владење, односно издедоа 9 буџети комплетни без никаква грижа кон граѓаните и еден концепт на владеачката гарнитура предводена од СДСМ која што во 2,5 години, значи не цели 3 години, креираат буџети во кои што имаме 3 буџети 2018-2019, сега разговараме 2020 и 3 ребаланси на буџети, ребалансот 2017-2018-2019. Предизвик е да се говори, да се реплицира на колегата Цуклев, кој што исклучително го ценам во делот на дискусиите околу економијата, околу буџетирањето и финансирањето, и бидејќи нафрли многу работи и искажа недоверба кон она што е понудено во концептот за буџетот 2020, ќе се потрудам во некои делови, онолку колку што ми дозволува времето за реплика, да искажам сосема друго видување на работите. Почнав од различните концепти. Почитувани колеги, да, се разликуваме во различни концепти. Вие, почитувани колеги, наследивте долг од некаде 1,8 милиарди, таму беше, мислам, а завршивте со околу 5 милиарди долг, ја задолжите државата, при тоа да ја земеме во предвид дека голем дел од задолжувањата доаѓа за исплата во токму овој период кога на власт е оваа владеачка гарнитура предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Вие креиравте политика на задолжување и сега сте најголеми критичари на задолжувањето. Едноставно ја турнавте во должничка, да кажам, криза, да, државата, затоа што вие веројатно немате во предвид дека во 2020 и 2021 година треба некаде околу милиарда да се вратат долгови што вие сте ги направиле. И каде сте ги вложувале тие средства? Ево да кажеме некаде концептот да вложувате 700 милиони евра во Скопје 2014, наспроти она што ние го вложуваме со сите овие наши буџети и ребаланси во човечкиот капитал, вие тоа го велите популизам. Ако вие мислите дека потребите на граѓаните се популизам, повелете, само продолжете со такво зборување. Ако сметате дека не треба да ги зголемуваме платите и примањата на вработените во образование, здравство, во полиција, во да кажеме труд и социјалата, да ја зголемиме помошта кон оние луѓе кои што ги оставивте на работна екзистенција. Да, колеги, 2016 година Светска банка кажа дека нашата земја е најсиромашна земја во Европа, односно имаме над 400.000 сиромашни граѓани кои што едвај крпат крај со крај. И тука беше во сите наши буџети, во сите наши ребаланси акцентирано да се подобри состојбата на тие што се најдолу, на тие што се најзагрозени, затоа што и во матрицата наша е социјалдемократијата, а вие знаете дека пред се солидарноста и грижата за сите и правење на еднакви права за сите. Во секој случај ме изненадува тоа што како со леснина кажувате и споредувате некои работи кои што се правеле во минатото, па сега безидејно се давале само пари на човечкиот капитал. Колеги, дали вие како опозиција, како опозиција не ги сапевте граѓаните? Сте слезени меѓу граѓаните и сте ги прашале што им треба на граѓаните. Знаете што викат граѓаните? Граѓаните велат да се справиме со невработеноста, повеќе работни места, добро платени работни места, поголеми социјални примања на тие што ги оставивте над 400, значи загрозени, и лошата инфраструктура со која што државава наша се справува, односно го
наследи, во наследство 11 години, знаете што е? Сега само во овие години треба само да се санираат огромни штети кои што беа направени од вашето недомакинско владење. Недомакинско трошење на 9 буџети на граѓаните на Република Северна Македонија. Почитувани колеги, веројатно мислите дека да се вложи во човечкиот капитал со 154 милиарди денари, всушност дека тоа е нешто што е мисловна именка. Ево ќе дадаме на споредба како вие се грижевте. Вие се грижевте, споредбата можам само да ја направам со завршната сметка на буџетот 2016 за основните столбови на општеството, образованието, социјалната заштита и здравството со следниве цифри. За образованието 22,2 милиарди, за социјалната заштита 67,4 милиарди денари, за здравството 29,2 милиарди денари. Во буџетот, ама ќе кажам дека континуирано и со ребалансот 2017, и со буџетот 2018, и со ребалансот 2018, и со буџетот 2019 и ребалансот 2019. Континуирано одевме со зголемување на парите и враќање на парите кон граѓаните. Со тоа што сега предлагаме 154 милиарди денари во буџетот 2020, од кои 38 милиарди денари за здравството, 28 милиарди денари за образованието, 88 милиарди денари за социјалната заштита. Се грижиме за луѓето, бидејќи луѓето ни се и најпотребни. Ние велиме да паралелно со оваа грижа ние ја подобруваме инфраструктурата, имаше многу искажувања на тоа колку патишта и околу 500 до 600 километри патишта се рехабилитирани и изградени. Јас би рекла, вие викате, ги изгребавте и поминавте. Не, тоа беа патишта кои од бивша Југославија беа изградени и беа дупка до дупка. Луѓето за да може да се движат, за да може да функционираат, за да може капиталот да се движи, треба да имаат пред се патишта и сообраќајници онакви какви што доликува. Ние се стремиме да одиме кон Европа, прво што треба да направиме изгледот на државата и да се фокусираме на луѓето и на како најголемото добро во една држава во која што, како што знаеме, 2016 година имавме над 600.000 иселени од Македонија, претежно млади образовани личности. Како сега тој тренд што се уште продолжува заради тоа што уште се чувствуваат последиците кои што не може така брзо да се санираат од едно недомакинско, нечовечно владење, да направиме да младите ни се вратат назад и на секој начин тие млади ги осигураме дека ние од темелот е образованието, темелот е социјалната заштита, темелот е здравството, затоа што само здрави, образовани личности, социјално згрижени, мислам, како држава која што е социјална, таква ја наследивме, ќе бидат сигурни дека таа држава на вистина вреди да се испочитува и да се остане тука, да се продолжи да се твори. Повеќе од вашиот говор беше наменет за повеќе теми, но јас ќе се задржам ево на образованието. Кажавте дека има некои кратења, има кратења, но во споредба со ребалансот, ако добро погледнете во тамо самите цифри, бидејќи покрај буџетот што навистина има бројки, тој е и некоја си политички акт кој што ја одразува политиката на таа владеачка партија која што во моментот ги креира политиките во сите сфери на живење. Всушност, сакам да ви кажам дека ако се споредат вредностите за парите во средно, основно и високо образование, средствата со ребалансот не се намалени ако земиме според бројки, меѓутоа не ги гледаме бројките, туку гледаме по одредени ставки кои што се распределуваат. Значи, имаме вистина помалку средства за изградба на основни и средни училишта, повеќе за спортски сали во основните училишта,
Знаете што? Добро е да се стават многу пари, но ние во овие 3 ребаланси, 3 буџети видовме дека докаде може да оди плафонот во услови на потреба за да се изгради или реконструира некој училиште, што е потребно, планска документација, и ако таа не е набавена, за џабе ние ќе ги лоцираме парите во нешто што сметаме дека само треба да го кажеме и да бидеме популисти, а да не го спроведиме. И, како што кажавме, кога се зборуваше за ребалансот на буџетот 2019, всушност, таму кај што има најмногу потврлување и треба малку и да се на некој начин и намала средствата кои што се даваат, затоа што очигледно дека тие не можеле да ги искористат заради одредени причини, оправдани и неоправдани, а да се дадат таму кај што се потребни. Затоа пак се даваат пари за вработените. Бидејќи во образованието најважно е да се има услови, добри реформи и мотивирани, квалитетни наставници. Наставниците се, како да ви кажам, една категорија која што во времето на ВМРО ДПМН беа заборавени. Беа заборавени на повеќе начини. И како луѓе со интегритет, меѓутоа и според нивните материјални примања. И морално и материјално. Се трудиме да го вратиме она што вие го направивте и што ги одвративте квалитетните средношколци да одат да студираат на факултетите кои што се поврзани со образованието. Навистина сега се трудиме со најразлични мерки. Најпред се со мотивацијата на платата, со почитување кон наставниот кадар, но платата, да ви кажам, е многу важна. Важна е заради тоа што, и ќе кажам дека воопшто не се работи за подкупување на професори заради притисок од СОНК или заради било што. Оваа влада уште во 2018 во септември ги зголеми платите на просветните работници. Потоа во 2019 септември повторно 5% ги зголеми платите на вработените. Сега од 1 јануари, прашање беше дали ќе биде јануари или септември, јануари е 10% во буџетот одвој плата, значи поголема за сите просветни работници, почнувајќи од основното, средното, високото образование. И што е најважно, оние кои што се многу важни за науката, луѓето кои што работат во нашите државни научни институти, не ги заборавивме. Во платата, она што не им се исплаќаше како додаток заради годините стаж по коефициентот, нели, што се исплаќа, ние тоа го тргнавме и им овозможивме луѓето да земаат како и сите плата зголемена за додаток од минатиот труд. И плюс 25% зголемување на платата. Јас се гордеам што учествував во расправата за ребалансот 2017, кога ние поголем дел од парите предвидовме и префрливме за минимална плата 12.000 на сите вработени работници во сите сфери. Во 2018 во буџетот, во ребалансот, кога рековме само кратко, мислата, кога донесовме одлука со 51% да помогнеме на задолжените општини, бидејќи знам дека животот на граѓаните е во општините, во локалните самоуправи, се гордеам во 2019 година што почна враќањето на парите кон граѓаните со социјалните трансфери, зголемување 300% на нив и со зголемување на платите на вработените. А сега ќе бидам уште погорда 2020, кога толку многу пари, 154 милиарди денари се трансферираат во образование, здравство и во труд и социјала. Сметам дека овој буџет навистина заслужува да се нарече буџет за живот на граѓаните. Ви благодарам.